Се уште не познавам предприемач кој што не би сакал да има повеќе клиенти. И се уште не познавам предприемач кој што сака да има поголем профит, односно поголем број на продажби. Но има една заблуда, а тоа е дали реално ти треба поголем број на купувачи или можеби нешто друго што најголем дел од предприемачите го занемаруваат, го пропуштаат или можеби воопшто не се ниту свесни каде се парите. И токму во ова видео денеска ќе зборуваме каде реално се парите, а каде најчесто предприемачите ги бараат. Што е поентата во сето ова што го зборуваме? Нема ден и нема период да не разговарам со предприемачи кои што ќе ми речат: имаме одлична продажба, имаме навистина квалитетни производи, имаме фантастична услуга, имаме премногу задоволни клиенти, секогаш не препорачуваат, ама кога би имале повеќе клиенти, ние би биле посреќни, односно би биле позадоволни и нашиот бизнис ќе расте. И обично проблемот не е никогаш на местото каде што го бараат предприемачите. Значи, не знам во што да ти се заколнам, а да ми веруваш, дека најчесто притужбата со која што доаѓаат предприемачите е всушност симптом, а проблемот е најчесто чекор 2-3 наназад. Или тоа во превод, може би имаш глас кој што ти е, не знам, болно грло, главоболка, те боли нога, имаш мачнини во стомак, стегање во гради, како и да е. Но сето ова што го кажав, се симптоми и медицината наша најчесто лекува симптоми. Те боли глава, еве ти лек, ќе ти помине. Што всушност најчесто класичната медицина, зборам во овој дел, чест и част, фала Богу, операции чуда продолжуваат живот, се е тоа супер, треба да има и окей е. Но најчесто занемаруваме еден сегмент, а тоа е каде е коренот на проблемот. Па, например, кога ќе дојдат предприемачите кои што вика, работам по цел ден, морам све живо да контролирам, децата порасна и не ги видов, еднаш не одидов на одмор како што треба, знаеш најчесто што наоѓам? Најчесто наоѓам брак кој што не функционира, значи ностоп се расправа со жена му дома, не му се иде на работа, не му се иде дома, па виси на работа, измислува топла вода. Зошто? Оти не му се иде дома. Има и такви кои што имаат семејни предизвици, проблеми, па не сака да ги решава, ги пика под тепих, избегнува проблеми и подоцна кулминира истото со стрес. Имаме и такви предприемачи, оти сепак се луѓе и затоа секогаш велам дека бизнисот е многу едноставен, а дека всушност луѓето се комплицирани. Значи, бизнисот е едноставен, а луѓето се комплицирани. И зошто ова ти го велам? Затоа што кога би го прегледал претходното видео и сите останати, и овие што следуваат, ќе забележиш дека ја всушност ја одгатнувам цела тајна што всушност треба да се сработи во бизнисот. Но зошто некои сработуваат се ова што го зборуваме, а некои ова не го сработуваат, не го довршуваат, е затоа што имаат мајндсет грешен, односно не работаат на нивниот мајндсет, имаат погрешни верувања или се навикнати проблемите да ги пикаат под тепих. Тоа значи дека ако нешто му смета кај клиентот, он не оди да го реши проблемот, туку некако чека и се надева дека тој проблем ќе се реши. Ако има проблем со вработените, доцни на работа, прави грешки, нема дисциплина или како и да е, му е страв или не сака да се соочи со проблемот, ги пика под тепих и подоцна кои ќе кулминираат, зборува за нешто друго, кај што вика не ми се лојални, не сакаат да работаат, младинава недисциплинирана, а реалноста било всушност неколку чекори претходно, односно, наместо да пика под тепих, да се соочува и да гради правила на игра и да бара од другата страна некои истите да ги почитува. Токму затоа во денешното видео ќе ти кажам која е најчестата заблуда која што ја гледам кај предприемачите, што викаат нас ни фалат повеќе клиенти. Па ајде да видиме како најчесто се случува. Ако замислиме дека ова е временски период, еве го време, и ова е како растел бизнисот
така доаѓаат потенцијални клиенти и ова е, да речеме, сегашен момент. Нели? Пример. Имаш продажен салон, кога си започнал бизнис, доаѓале просек 3 на ден. По една година, тој просек станал 20 просек на ден. По 5 години станало 100 луѓе на ден. Денеска може би во твојот бизнис доаѓаат 100 луѓе плюс. Значи, пример, во минатото пред 10-20 години немаше Инстаграм, немаше Фејсбук, немаше интернет, веројатно дека доаѓале, односно си имал помалку барања од твоите клиенти. Денеска имаме Фејсбук, имаме Инстаграм, имаме LinkedIn, имаме YouTube, имаме лендинг страна, имаме веб страна, имаме телефон, имаме SMS пораки. Значи, имаш продажен салон, имаш канцеларија, имаш препораки. Гледај, имаш куп начини на кои што те комуницираат, односно те контактираат твоите клиенти. И сега погледни поентава. Ако во минатото морале да дојдат само во твојата канцеларија или продажен објект, денеска имаш една лавина канали по кои што те контактираат твоите клиенти. И токму овдека најчесто предпремачите ова го занемаруваат, дека всушност нашиот бизнис изгледа како една инка, или тоа го викаме pipeline, фунел продажен, како сакаш, не е битно, во која што овие доаѓаат потенцијални твои клиенти во твојот салон, контактираат со тебе, овие се потенцијални купувачи, или ги велиме лидови. Еве, лид е странски англиски збор, кој што означува лид, значи не е купувач, туку лид е потенцијален клиент. Значи он се интересира, дава сигнал дека сака нешто да купи или соработува со тебе, ама немаш договор, значи не ти е се уште клиент. Што е клиент? Клиент е кога некој потпишал договор, кога ти платил аванс или кога ти платил цената за вкупен производ или услуга да соработува за тебе. Значи, се додека клиентот не се обврзал финансиски, човекот, тоа значи дека тој не ти е клиент. Ова мораме да го разликуваме. Оти се ова што ти зборувам и сите видеа следни, ќе не можеш да ме сватиш. Значи, лид е потенцијален купувач, а купувач или клиент е човек кој што веќе ти уплатил. Ова е огромна разлика. Сега, зошто велиме дека ова крива растела? Затоа што си работел на Facebook, си работел на Instagram, на другиве, ти праќаат пораки и како и да е, и овој број ти расте. Но, што е поентата и каде се парите, или што вика Грант Кардон, кај се милионите, што најчесто, односно, кога би можел да кажам, преку 90% од предприемачите реално не знаат каде губат пари или реално не знаат каде се парите и каде е заработката. Слушни ме сега внимателно. Кои се овие 100 потенцијални купувачи или лидови кои што те контактираат на ден? Господ знае. Дали постои во твојата фирма, во твојот бизнис, список со име, презиме, контакти, телефон, мејл, што и да е. Дали ги запишуваш сите овие, колкава и да е бројка на дневно ниво, во база на податоци, во која што ги евидентираш сите овие клиенти. Што ми се случува во пракса? Имаме предприемачи кои што ќе рече, денес во салонот, од прилика, кога ќе ги прашам, окей, колку имаш број на посети на дневна база? Значи, овие, 3, 20, 100, 100 плюс. Веруј ме, 9 од 10 луѓе, иако не можем да кажем 99,1, оти не можеме пола човек да бидеме, затоа ќе направам таква граница, 9 од 10 предприемачи не знаат колку луѓе на дневна основа ги контактираат преку било кој еден канал. Што најчесто знаат и велат,
А ова е дефинитивно најголемата заблуда. Знаете што ми велат? Па види, мене ми е проблем што во салон, во дуќан, во канцеларија, како и да е, ми доаѓаат мал број на купувачи, викаат. Значи, прво не разликува што е купувач, што е лид. И велат, мене ми доаѓаат мал број на луѓе. Кога би ми доаѓале повеќе, ние би ја зголемиле продажбата. 10 од 10, кога ги прашувам, особено во група, на програм имаме 10, 20, 50 предпремачи на едно место. Кога ќе ги прашам, кој од вас точно знае со бројка евидентирана пред него, дали водите статистика, колку потенцијални купувачи денеска ќе ве контактираат преку Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, лендинг страна, веб страна, телефон, SMS, како се вика, небитно, Viber нека биде, канцеларија, препорака или како и да е. Дали го знаете овој број? 99% не го знаат овој број. И затоа губат пари. Повторно ќе ти кажам. Не водат статистика колку денеска влегле потенцијални купувачи, а велат скоро 90% од луѓето купуваат. И кога јас не би ја знаел оваа статистика дека е нереална, оти за перфект продажба, тоа е процент на затварање, значи имаш 10 состаноци, 10 потенцијални купувачи, ако продадеш на 3 или на 4, или имаш closing rate, или стапка на затворени продажби, стапка на конверзија, како сакаш. Ако имаш 30-40%, ти си врв, човече. И треба споменик да ти направа на живот. Оти статистиката е многу пониска испод 10% кај секоја фирма. Па нека има и најболи продавачи, и најболи производ, и најбоља услуга. Кога ова не би го знаел, јас би им верувал, но затоа не им верувам, а подоцна правиме бум. Значи, бидејќи имаме момент каде што немаат статистика, не знаат колку луѓе ги контактирале било од кој извор, не водат евиденција колку денеска влегле во канцеларија, тоа значи дека имаат интуитивно водење на бизнис или бизнис по осет, по чувство. Значи, ако предприемачот денеска е во истиот тој простор и има гужва денеска, он ќе вика, добре, денеска имаше гужва, супер е. Ако има период, се растарчал лево, десно, низ канцеларија, по објекти, вамо тамо, и не гледа дека има гужва, он вика, денеска е слабо. Кога истово го сведочи секој дневно, а не води евиденција, не може да има реална статистика, туку има бизнис по чувство, по осет. Па ќе каже, месецов беше слаб, периодов е тежок, но дали ова е точна констатација или е само предпоставка? Јас ти гарантирам дека ако немаш база на податоци, ова е предпоставка. Но бизнис не се води врз база на предпоставки, одлуки во бизнис не се води врз база на предпоставки, оти бизнисот е интелектуален спорт кој што се базира на две дисциплини. Едното се вика математика, кој што малку треба, само 20%, и стратегија, тамо паѓа, а 80% е психологија. Значи, само 20% ти треба математика, ова сега што ќе го збориме. Што правиме доколку ти исто се пронаоѓаш во ова што кажав? Значи, немаш евиденција колку во твојата продажна инка денеска влегуваат вакви потенцијални купувачи. Сега, да речеме, со плаво ово што ти го нацртав, се потенцијални купувачи, а овие што се со црвено се купувачи. И сега викаме супер.
Значи, имаш група на луѓе кои што ти контактирале со тебе, кажи ми цена, доколку работите, а имате на црвено, а дај ми понуда, дај ми ова, или дошол кај тебе во дуќан, сервис, фирма, што и да ти се базира бизнисот. Ако ти не водиш ваква евиденција, колку се потенцијални купувачи, а колку од нив станале купувачи, нема реално да имаш математички приказ во бројка, претворен во визуелно, како сега што ти прегледот сега, го гледаш овде, визуелно точно гледаш дека, пример, од 50 потенцијални купувачи, си затворил 2, 4, 6 продажби. Кога ова би го водел на дневна основа, неделна, месечна, квартална, годишна, само тогаш би знаел каде ти е проблемот во бизнисот. Дали ти требаат повеќе потенцијални купувачи, дали ти треба подобри продавачи, дали ти треба да зголемиш цена, дали нешто и што треба да поправаш во твојот бизнис. Без ова играш коцка, а не бизнис. Супер. Сега, што правиме доколку немаш евидентирано на дневна база? Прво и основно, од денес, што треба да направиш. И знам што ќе викаш. Ама тешко е да запишувам, па гужва е, па некогаш има повеќе, па некогаш има помалку, па некој ми пишува на социјални, па како да ги најдам? Верувај дека е просто и едноставно, и ова го правиме секој ден со предприемачите кои што се на програм. Ова е само моментна одлука. Дали ти ќе решиш ова што го зборам да го примениш, или ќе остане да предпоставуваш дека твоите луѓе не се дисциплинирани, дека се дисциплинирани, или како и да е. Све е предвидливо и токму со предприемачиве ги вежбаме секогаш кога прават табели и запишувања, однапред им кажуваме кај ќе имаат проблем, однапред им кажуваме што ќе се случува, ги подготвуваме и кога тие ова ќе го имплементираат, буквално доживуваат дежаву и викаат: ама како знаеше Александар, баш 4 вежби што ги правевме, токму 4 работи да ми реагираат вработените и никој од това да не сака да го примени. Замо сети се ова што ќе ти го кажам, дека бизнисот е едноставен, а луѓето се комплицирани. Значи, ти си човек, јас сум човек. И твоите вработени се луѓе, и твоите клиенти се луѓе. Значи, што е заедничко за сите нас? Сите предпоставуваме и сите до еден, сосве мене, сосве тебе, сосве сите луѓе, природно за секој еден од нас, е што никој не сака промена и нова навика. И токму тука паѓаат 99% од предприемачите. Кои луѓе кои што се на програм прават куп пари и све живо имплементираат? Само тие што ќе рече: ова го правам, што сака нека биде. Тие што оставаат на дрнјариња, никогаш ова не го имплементираат или ќе им помине помногу време. Затоа немој овој луксус да си го дозволиш. Што е следно? Кога ти овде ќе ги евидентираш сега и дојдеш до реална статистика, колку имаш потенцијални и колку од нив имаш продажби на ден, и трето, колкав е процентот на потенцијални и затворени продажби, и следно што ни е интересно е колку е просечна вредност на една продажба. Кога ги имаш овие 4 параметри, точно знаеш колку пари губиш на дневно ниво. Верувај, во голем број на компании наоѓаме стотици илјади евра, милиони тешки. И ако ова што го зборам до сега го занемариш, тоа значи дека статистички и ти спаѓаш тамо, само најчесто кога го слушаш ова, ти не веруваш во ова што ќе ти го зборам, ми веруваш мене, ми веруваш во клиентите, знам. Ама мислиш дека ова не важи за тебе. И ова е првиот твој проблем. Значи, што се случува еве во конкретната фирма која што ти кажав? Кој што викаше собственикот дека 90% ни се затворени продажби. Вика Александар, 10 ако влезат, 9 купуваат. Топ производи, топ услуга, супер ми се луѓето. Мене ми фалат луѓе повеќе. Кога ова го имплементиравме, значи кога почнавме да мериме,
Знаеш до што дојдовме? Ќе се запрепастиш. Дека всушност не е 90% затворени продажби, туку е 90% си заминале клиентите некаде на друго место. Слушни ме внимателно. Овие со плаво што ги гледаш сега, само си заминале низ оваа инка, или тоа ти доаѓа во превод, како да имаш цевка, еве ја цевката, ама во цевката имаш дупки, и од едната страна во кофава или во цевката истураш вода, а од цевката ти тече вода на секоја страна. Ова течење на вода од страна, пробушена инка, пробушено црево, е метафора како ги губиш клиентите, како губиш пари, оти овие кои што излегле од твоево црево, на друго место ги потрошиле парите. Страшно, а? Што доаѓаме најчесто или конкретно кај овој собственик? Дека всушност процентот на затворени продажби му беше само 11%. Или во превод 89% отишле на друго место да ги потрошат парите. Знаеш што е шашаво? Вика, абе, Александар, тие се шетачи. Тие се минувачи. Тоа не се реално клиенти, вика. Дојди, прашај, замини. Ја таквите не ги бројам. Па затоа ќе те подсетам, односно ќе ти кажам нешто што него го прашав, а ова ги прашувам редовно секогаш луѓето. Па му викам на човекот, ти си од аеродром. Кога последен пат, се извинувам, колку пари е еден час во игротека? Викам, немам појма. Викам, добро, у аеродром на Селбава имате игротеки? Да, бе, има колку сакаш. Викам, па како може да не знаеш колку е еден час у игротека? Викам, мене децата големи ми се више. Кој беа помали идев, знаев, вика, 100 денара беше, ама сега да ти речем 100 денара, не знам. Сигурно е поскапено, не сум бил одамна. Викам, сакаш да ми кажеш дека ти, последниве години назад, воопшто не си ни стапнал во игротека, за да дознаеш колку е цена на час. Вика, па да бе, нормално, што тражим? Викам, значи ти ако немаш потреба, не би отишел во игротека, нели? Вика, да бе, па ти истото време, цело време ти зборам исто. Па викам, добро. Значи ти не си будала, не си глуп. Едноставно, ако немаш потреба, ти не идеш во игротека. Да бе, вика Александар, што ме прашуваш пат. Па нормално. Па викам, дали тоа значи дека и останативе твои потенцијални клиенти не влегуваат во твојот салон, оти немаат попаметна работа, туку се интересираат, па потрошиле време, напор, за да дојдат во твојот продажен салон. И он вика, јебеш ми матер, никад не сум помислил на ова. Знаеш што значи ова? Дека само во неговиот мозок стоело една работа. Овие што прашуваат глупи прашања, овие што доаѓаат и само разгледуваат, овие се шатачи. Дошол до тепа време. А реално, токму тука губи пари. Оти, ако и ти си човек нормален, сигурно дека не одиш без веза некаде во некоја продавница или фирма или било кое, чисто колку да влезеш, само да прошеташ и да излезеш. Може ќе ти се случи еднаш годишно да разозналт некаде, ама да секој ден, сигурно дека не. Имаш многу попаметни работи, а кога денеска знаеме дека луѓето имаат проблем со време, не стигаат никаде, тоа значи дека, драг мој пријателу, сите овие потенцијални клиенти, кои што те контактирале на било кој еден канал, социјални мрежи, пораки, чуда или салон или канцеларија, дека ниеден од овој не е будала, туку ти праќа сигнал и ти вика, аз сакам да купам, помогни ми дали можам да ги дадам парите кај тебе. Така треба да ги третираш. И сега, каде се парите и како овој човек направи партали пари, ја и истава работа ја правиме постојано, и зошто Грант Кардон вика, парите се во follow-up. Што значи follow-up? Тоа значи следна работа, дека
За да почнеш да правиш пари, треба да гледаш како на една работа. А тоа е, секоја од овие инки овде, од секоја дупка, да ја затвораш, да не ти течат клиентите. Како се затвораат овие дупки? Така што, ако не ги евидентираш од Facebook, ако ова ти е Facebook, почни да ги евидентираш сите од Facebook. Ако ова е дупка метафорички Instagram, почни да ги евидентираш сите контакти од Instagram. Ако ова е дупка метафорички ти е LinkedIn, почни да ги евидентираш сите. Ако ова дупка ти е салон продажен кај тебе, па почни да ги евидентираш сите нив. И така полека ќе ги затвораш сите дупки. Но погледни ја сега поентата. Кога сите овие ќе ги евидентираш овде и кога ќе го дознаеш колку имаш на дневна база потенцијални купувачи, колку имаш остварено продажби, колкава ти е процентот на затварање, значи си разговарал со 10 луѓе, си направил 2 продажби, тоа значи дека процентот ти е 20%. И кога ќе пресметаш колку од овие 20% ти е просечна продажба, значи, да речеме, си продал денеска 2 производа, едниот чинел 1000 евра, другиот чинел 5000 евра. 1005 е 6000 евра, поделено на 2, значи дека еден клиент ти дава просечна вредност, ти имаш од 3000 евра. Знаеш што значи сега, драг мој пријателу? Ако овде на дневна основа имаш 10 луѓе, пати 20 дена, тоа се 200 луѓе, тоа значи дека ако потенцијално затварањето ти е 20%, тоа значи дека директно губиш пари, огромна сума, затоа што гледаш само колку си продал од прв пат. А каде е од втор пат? А каде е од трет пат? А каде е од четврти пат? Што заклучуваме најчесто, постојано и постојано? Дека ретко кој бизнис има евиденција, затворени дупки, сите потенцијални купувачи овде на список и тим. Тоа се истите продавачи твои кои што ги имаш. Кои што ќе кренат слушалка. Ало, господине Перо, бевте пред 2 дена. Дали купивте X? Се снајдовте? Не, супер. Ајде да направиме уште еднаш муабет. Ако купил, супер. Ако не, по една недела, по еден месец. Ало, господине Перо, Александар на телефон. Имавте тоа, ви интересираше тоа, што направивте, се снајдовте, не, разгледавте у конкуренција, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Знаете што значи тоа? Статистички, ова ќе те фрапира ако не знаеш. Статистички, најголемата продажба се случува дури после 5-7 продажба. Односно, после 5-7 разговор. Ало, 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 ало. Значи, ако ти немаш евиденција и немаш лице кое што ќе ги контактира повремено луѓето, па евидентираш кога, како, што и се останато, тоа значи дека губиш стотици илјади евра годишно. И сега гледај кај направивме бум. Кога направивме, за да направи follow-up, за да се јави, прво ни треба база. Сите овие што влегле да бидат евидентирани. Ги научивме продажниот тим како да контактира, што да зборува, како да договори состанок, така? А тоа се вика вежба за продажба, скрипта по која што зборува, и дали еден продавач или 5 продавачи, сите пеат по иста книга. И погледни што се случи сега. Ако продажбата во минатото беше вака, значи, расте бројот на заинтересирани луѓе, а продажбата оди во надолна линија, зошто? Оти ова расте, а конверзијата е идентична, но процентуално одиме во надолу. Тоа значи дека само со ова подобрување и само со follow-up за 3 месеци 180% раст на продажба. Знаеш што значи 180? Ако речеме дека се тоа само 180 нови купувачи во превод, ако било 3000 евра просек по купувачка по клиент, 180 пати 3000, пресметај сега ти за во твојот бизнис колку се тоа пари кои што
ги земала конкуренција. Дали вреди ова што го зборев до сега? Еве како губиш пари. А знаеш уште чекор напред што правиме? Па правиме тимска работа. Имаш тројца продавачи. Еве ти контакти, еве ти контакти, еве ти контакти. Или тоа го викаме распределба на лидови. Што значи? И овој секојдневно продаваат. Покрај директната продажба, имаат и обврска да се јават на телефон. Каде? Секој на своје место. И знаеш што е интересно? Бонус, бонус, бонус. Сега замисли. Колку пари те кошта? Реклама, кампања, флаери, маркетинг, промоција и чуда. Колку енергија трошиш да добиеш еден клиент? А ги имаш дошле луѓето, еве ги, а она што не те чини пари, нула те чини. Значи све ова што го збориме, нула пари. Ги имаш луѓето, ги имаш потенцијални клиенти, нула те чини. Телефон е бесплатно. Сега претплативе на телефониве се неограничено. Дали си свртел 100 позива денес или нула, ти праќаш иста претплата. Значи нула те чини. Плата им даваш свекако на овие тројца. Нисто, немаш трошок дополнителен. Еве како на луѓето со нула трошок им правиме пари. Знаеш како? Така што се го евидентираш, сите овие имаат, се прави просечна продажба. И што тоа значи? Па ти овие клиенти секако си ги изгубил. Се од овие луѓе што ќе ти донесат продажба е профит. Па кога овие се потрудиле да донесат профит, што до вчера си го губел, со задоволство ќе споделиш, нели? Така е. За нив станува интересно? Станува интересно. Гледаш сега како се прават пари. Затоа Александар вика свекојаш. Ако се нервираш, што да пробам, како да ја зголемам продажбата, што не пробав до сега, некаде грешам, нешто не е во ред со мене, не можам да најдам, немам мир, постојано се нервирам со луѓето, со клиенти, никој не плаќа дрнјариња овона, само сети се една работа. Дека не е проблемот до луѓето други, туку веројатно ова го немаш имплементирано. А ова е бизнес. Све другото е случајност. Кога ќе имаш јасен сооднос колку вакви лидови ти треба, колку ти е процентот на затварање, колку овие затвараат во фоллоуап, точно почнуваш да водиш бизнис како предприемач. И викаш, месецов сакам да направиме 300.000 евра промет. Аха. Колку ни е процентот на затварање? 20%. Колку мене потенцијални купувачи ми требаат? Толку. Колку треба они да вртат на телефон за да дојдат до просечна продажба? Толку. Сега сваќаш како се води бизнес? Ама бидејќи ти сечеш, кроеш, црташ, програмираш, кодираш, заваруваш, поправаш, се заебаваш, правиш нарачки, седиш на компјутер, разговараш со луѓе околу тебе, решаваш проблеми на вработени, решаваш проблем дома, решаваш проблем као октопот на 100 места, а не се водиш со бизнис. Ова е разликата кога бараме проблем овде или надвор од нас, а всушност реалноста е само не знаеме како се води бизнис. Ако сето ова ти беше корисно и ако можеби само заради ова ја дигнеш продажбата затоа што си го имплементирал, пиши во порака доле, кажи да знаеме дали се ова ти било корисно. Ако сето ова што го слушаше ти беше корисно и веруваш дека ќе го примениш, супер, а ви не биди себичен. Кликни лайк, претплати се за да ти доаѓаат во иднина вакви видеа, да не пропуштиш, оти ова е само еден сегмент. И втора работа, ако сето ова ти се допадна, не оставај само ти да го знаеш ова и да го имплементираш, туку сподели го ова видео и на твој пријател, роднина, другар, што и да е, колега, кој што има проблем, се мачи со клиенти, а види можеби ова не го знае, па помогни му, сподели го ова видео, нека дознае и тој или таа или како и да е. Се гледаме во следно видео, остани ми со здравје и почни да водиш бизнис. Чао!